утро, ве поздравуваме од една од најпосетуваните локации не само за меѓународниот ден на трудот, воедно и за време на викендите. Станува збор за парк шумата Гази Баба. Зошто сме овде на лице место утринава со цел да ја прикажеме гледката која што се наоѓа овде токму по вчерашниот ден, односно меѓународниот ден на трудот 1 мај. Во однос на вчерашниот ден може да се напомене дека многу голем број од нашите сограѓани ги посетија како и секоја година оние локации кои што секогаш имаат најмногу метаж и има навистина полно луѓе. Може да се напомене дека станува збор за Матка, исто така околината на Марков манастир, но и овде каде што се наоѓаме. Може да се види во текот на денешниот ден уште рано изутрина дека навистина имаме расфрлано ѓубре на сите страни, отпад. Тоа за жал не кажува само дека станува збор за еколошки проблем, туку и за културен проблем за жал. Освен тоа што дел од отпадот може да се види кај самите поставени канти кои што се наменети токму за отпадот, може да се види насекаде дека е расфрлан низ тревата, низ самиот парк. На ова место каде што се наоѓаме, па дури пред мене може да се забележи дека има оставено има отпад токму на самата масичка која што е намената, нели, и поставена да биде чиста и да дојдат тука луѓе да уживаат токму во оваа природа, но за жал некој не смета дека тоа треба да биде така. Не само во овој дел каде што се наоѓаме, и зад камерата навистина може да се види безброј ѓубре, а најчудно е така можам да кажам од се тоа што дури веднаш зад мене во дрвата и самите грмушки може да се види отпад, иако таму не може да седат луѓе. Тоа значи дека навистина некои луѓе едноставно не размислуваат дека станува збор за чување на нашата природа и дека тоа е најважно од се, бидејќи не само што и штетиме на природата, си штетиме на сами себе. Но убаво е да напоменеме дека можеме да направиме споредба, односно оние кои што ја прават оваа гледка и оние кои што можевме и она кое што можевме да го забележиме рано наутро, односно можевме да видиме повозрасен човек како само иницијативно, колку што е во негова можност го собира отпадот и се грижи токму за животната средина, поточно токму на оваа локација во паркот Гази Баба. Инаку кога станува збор за денешниот ден, напоменав кои се најпосетувани локации, може исто така да се напомене дека навистина преполни беа и рестораните, кафеаните, градскиот парк исто така. Многу од велосипедистите и рекреативците го искористија самиот сончев ден, па можеше да се види дека и кеот беше преполн, а исто така и скупските улици. Додека дел го прославува, дел протестира, односно беа дел од протестот кој беше спроведен од страна на ССМ, каде што се бара по добри услови за самите работници и по високи плати. Но исто така и дел од нашите сограѓани ги напуштија границите на Македонија и го прославија меѓународниот ден на трудот надвор од нашата земја. Пред самиот крај може да се напомене исто така дека меѓународниот ден на трудот е државен празник, нели, во повеќе земји, во светски рамки се одбележува во повеќе од 80 земји во светот, а кога станува збор за нашата земја до 2006 година се празнувале и 1 и 2 мај во Македонија, а од тогаш па се досега само првиот ден во месец мај. Од тука ќе ве поздравам, за жал со една ваква неубава гледка, па да се надеваме дека следната година на 1 мај ќе биде нешто подобро и ќе кажем убави вести токму на лице место.